Ова видео со беспилотни летала наводно покажува како руски војници пукаат во тројца невооружани украински војници во регионот Донецк. Еден од тие војници подоцна бил заробен од украинските сили и наводно ги признал убиствата. Немаме време да се плеткаме со затворениците. Не земаме затвореници. Се дава команда. Пукајте. Броиме до 3 и завршена наредба. Од почетокот на октомври 2024 година Канцеларијата на јавниот обвинител на Украина соопшти дека руските војници екзекутирале 93 украински борци на бојното поле. Не е невообичаено руски војници да ги снимаат овие екзекуции и потоа да ги прикачат на интернет. We see a wide array. Гледаме широк спектар на прекршувања на меѓународното право. Некои од овие прекршувања се однесуваат на водење на непријателства, напади врз цивили и цивилни објекти, напади врз медицинска и енергетска инфраструктура. Гледаме кршење на личниот интегритет кога станува збор за тортура, сексуално насилство и слично. Представници на Центарот за граѓански слободи во Украина исто така се ангажирани во собирање докази за воени злосторства. Со други украински организации тие создадоа иницијатива наречена Трибунал за Путин. Досега тие документирале околу 82.000 наводни воени злосторства извршени од руските сили. Врз основа на тие записи, тие подготвиле 6 жалби до Меѓународниот кривичен суд. Это не епизод просто. Тоа не е само изолирана акција на лут руски војник, тоа е политика која е подкрепена со знаци дека наредбите предходеле на екзекуции и таквите наредби се извршуваат во различни делови на фронтот. Тоа покажа дека наредбите доаѓаат од високо ниво, повисоко од само офицер на некоја единица. Конкретно, меѓународната организација Human Rights Watch верува дека 10 руски воени команданти се одговорни за злосторствата извршени во градот Мариупол во Украина во 2022 година. На врвот на таа листа е рускиот претседател Путин, мака се издаде налог за апсење на Путин во 2023 година. Нашиот извештај бараше претседателот Путин и другите високи офицери да бидат под истрага за војни злосторства извршени во градот во тоа време. Дополнително државите ширум светот може да го користат она што се нарекува принцип на универзална юрисдикција, за да го уапсат и гонат кој било од овие функционери кои ќе стапнат на нивна територија. Симпсон е автор на извештај наречен Нашиот град исчезна. На 200 страници од извештајот се посветени на војните злосторства, наводно извршени од руската армија за време на незината окупација на Мариупол. Детално документиравме 14 случаи во кои беа уништени стамбени згради и слично, вклучително и делови од болници, како и конскиот театар во градот, незаконски убиени цивили. Human Rights Watch, заедно со другите организации за човекови права ширум светот, велат дека ќе продолжат да работат за правдата во Украина.